Не стивнуваат реакциите за извештајот на ревизорите за работењето на општина Охрид. Забелешките се загрижувачки, а уште понејасно е дали и како локалната власт планира да ги решава овие проблеми, велат советниците од опозицијата во Охридскиот совет, кои на денешната седница побараа за истиот да се дискутира како посебна точка на дневен ред. Суштинско и прво прашање што се поставува, дали ова локална власт има намера да ги решава овие проблеми, а второто прашање е како ќе ги решава. Затоа, доколку овој предлог не се усвои, предлагаме свикување на нова седница со единствена точка на дневен ред, разгледување на извештајот од Заводот за ревизија, затоа што како советници имаме право да ја знаеме вистинската ситуација, а и ни ја обврска да превземеме мерки за нејзино надминување. Секретарот на општината пак вели дека овој извештај воопшто не бил негативен, туку полн со препораки, кои општината има рок од 90 дена да ги исполни. Вие како советници имате право, имате обврска да пратите. Така да, уште еднаш ќе повторам, ревизорскиот извештај беше објавен на веб страната, веднаш од кога ни беше доставен, и јавноста, и вие, и сите ние сме запознаени со неговата содржина и повторно, значи ќе кажем, не треба секогаш да се гледаат насловите по одредени медиуми и портали, како што добивме вчера некоја информација дека бил оформен предмет во Охридското јавно обвинителство, такво нешто нема. Ево, одете во јавното обвинителство и проверете дали има предмет или не. Меѓутоа, некој сака да прикаже некаква поинаква слика од она што реално е. Сличен став повторно и денеска испратија од општината, вперувајќи го прстот кон медиумите, кои со сензационалистички наслови и медиумски објави предизвикале конфузија во јавноста. Извештајот на Државниот завод за ревизија се однесува на периодот од 2019 до 2024 година и опфаќа ревизија на целокупното работење на локалната самоуправа во сите сектори за период од 6 години. Нагласуваме дека во општина Охрид не се пристапени или дојдени во контрола представници на основното јавно обвинителство. Би сакале да појасниме дека Државниот завод за ревизија по службена должност и во рамки на законската регулатива треба да го достави ревизорскиот извештај до ОЈО. Тоа е вообичаена законска процедура од која општина Охрид не е исклучок. Инаку во извештајот, меѓу другото, стои дека ревизорите утврдиле дека општина Охрид не обезбедила урбанистички планови за 20 населени места, не наплатува на доместок за уредување, градеж на земјиште и комунални такси, а дел од објектите за индивидуално домување и хотелски комплекси били изведени без одобренија за градба.